Соодветно, кога веќе имавме тема поврзана со македонскиот јазик, секако дека мора да опатиме и околу случувањата на политичката сцена кај нас и дополнително и околу работи во третото интервју, уште од сега најавувам, бидејќи второво ќе го завршиме со тоа прашање, во делот на случувањата во регионот кои задираат и кај нас. Во студиото со нас Маја Морачанин, пратеничка и лидерка, односно председателка на Дом. Добро дојдовте. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Во новата сезона на Студио 10. Ќе имаме можност да разговараме околу актуелната политичка ситуација и оно со што јас би почнал, бидејќи тоа е постојано во фокусот на јавноста изминативе денови. Видовме и 24 анализа кај нас во текот на денешниот ден е токму посветена и на тоа прашање. Сакам околу собраниските превирања во делот со референдумот, со иницијативата за референдумот, со оглед на тоа дека и министерот за правда Тупанчевски во интервју за медиумите изјави дека едноставно не може меѓународен договор да биде поништен со закон домашен, бидејќи Уставот преку членот 116 ми се чини ги штити меѓународните договори. Какво е вашето мислење, каков е вашиот став за ова случување во собранието, каде што фокусот е таму, а ние сме среде енергетска криза и па и светска со оглед на случувањата околу нас? Да, мислам дека поентата е токму во последниот дел од вашето прашање, што се случува во собранието и каде е фокусот, а што е реалноста и каде се реалните проблеми кои задираат директно во квалитетот на живот на граѓаните, па и воопшто за општеството. Во однос на иницијативата за референдум, мислам дека председателот на собранието Џафери јасно образложи зошто таа иницијатива е одбиена. Да, гледам дека различни правници имаат различни толкувања на тоа. Јас не сум правник, така да не соодветно е да навлезам во правно толкување, но можам да кажам политички став околу тоа дали е потребен референдум, не е потребен, што тоа значи. Референдум со вакво прашање, кое што доколку се усвои, односно помине, добие поддршка од граѓаните, практично ќе значи прекин на преговорите со Европската Унија и испраќа една многу лоша порака, според мене, вие да поништувате договор за пријателство, добрососедство и соработка е лоша порака. На крајот и јас лично сум гласала за тој договор со Бугарија и договорот е добар. Се разбира, не е совршен, како и сите договори, но нуди една општа рамка за навистина подобрување на соработката, на градење на добрососедски однос. Она што се случуваше, да речам, како злоупотреба еден вид на тој договор од бугарската страна, ставање на овие историски прашања во контекст на преговарачката рамка и да имаат влијание во процесот на преговори, односно напредокот, тоа е нешто за кое ние како Дом не се согласивме и затоа не го поддржавме. Да, затоа и многу соодветно ми беше прашањето упатено точно кон вас, затоа што од една страна ја паметам поддршката на францускиот, на договорот за добрососедство со Бугарија, а противењето на она што представуваше француски предлог во своите форми. Затоа што се тоа две различни работи, договорот е едно, но овие дефинирања на односно условување практично дека историските прашања треба во некои рокови да се решаваат, како повикувајќи се нормално на договорот. Во договорот нема такви рокови. Она што е наш став е дека да, историската комисија треба да се работи неоптеретено, базирано на историски факти, тоа се луѓе научници и не треба политиката да влијае на работата на оваа комисија ниту на еден начин. Едноставно, нашиот став е дека историјата треба да им се остави на историчарите, а ние како политичари треба да водиме сметка за она што се случува денес и за иднината, се разбира. И во тој контекст ми е одговорот на вториот дел од прашањето, кога ви реков, се уште се занимаваме со некои работи кои што не се приоритет за граѓаните, бидејќи она што е важно и што ги загрижува граѓаните е точно оваа енергетска, економска криза и се разбира најтешката зима по Втората светска војна која што ни следува. Пред да преминеме на прашањата за енергетската криза, се чини како, иако тоа се многу ретки моменти во такво едно разидување како власта и опозицијата да живеат во два паралелни универзума кои се одвиваат,
каде што власта си оди со наративот на тоа, еве и конкретно сега најновата вест е од главниот преговарач и заменик председател на владата за европски прашања Бојан Маричич, кој вели преговорите се отворени, македонскиот тим е спремен за почеток на скрининг процесот. Дискутабилна тема е делот со тоа дека преговорите се отворени, но тоа е наративот на власта, а од друга страна опозицијата, каде што ако ги отворите вестите, одат на наративот исплашени од референдум што ќе бил неуспешен. И тоа се чини како два наратива во паралелни светови кои што парадираат еден покрај друг, а при тоа никаде не наоѓаат заедничка точка. Како ние да, мислам, не ни е нам прв пат, не ни е ова прво искуство, но во секој случај како ние сега овде да најдеме некаков баланс, бидејќи вакво разидување на, особено на меѓународна основа, веројатно сме немале дури ни за проблемот со Грција. Се согласувам, мислам дека ова е период на најголема поларизација во македонското општество и тоа се разбира многу штетно по општеството. Се согласувам и дека ние живееме во еден црно-бел свет и нормално дека граѓаните се збунети и на крајот не знаат која е вистината, бидејќи слушаат сосема две различни тези и тоа не е само по однос на прашањето еве со договорот со Бугарија, со референдумот, по многу различни теми, и тоа секојдневно во собранието го гледаме, се слушаат два крајно спротивставени ставови, во принцип да или не, многу е лошо и едните велат, другите велат многу е добро и никако да се најде она што практично е суштина на политиката, тоа е некој консензус и компромис по одредени прашања, а тоа е она што граѓаните го очекуваат, особено во ваков период кога се соочуваме со ваква економска, енергетска криза, која се разбира е предизвикана и од војната во Украина поради руската агресија и сите велат дека таа војна ќе продолжи, тоа директно ќе влијае значи на дополнително влошување на целата оваа состојба и во такви моменти навистина е потребно обединување. Да се обединиме околу суштинските работи, што би значило како овој кризен период полесно сите заедно да го поминеме. И се разбира дека самите не можеме овде во Македонија, туку заедно во соработка и со државите од регионот, со Европската унија, со нашите пријатели, со Соединетите американски држави. Значи сега е момент кога е навистина неопходна солидарност и взаемна соработка за да можеме полесно да го поминеме овој период. А овие сите вака тези се само во функција на некоја дневна политика кои што партиите ги презентираат нели во јавноста, мислејќи дека на тој начин ќе добијат поголем рейтинг. Гледаме дека тоа не се случува, едноставно граѓаните не сакаат повеќе таква реторика, сакаат реално разрешување на проблемите, а не само партиски соопштенија кои се веќе на сите им е јасно дека суштински ништо не придонесуваат и во тој контекст и референдумот, мислам дека таа иницијатива беше повеќе за партиска употреба отколку што е важна вака за општеството во целина. Низ годините многу пати, еве и кога сте ми биле гостинка и предходно и кога со активисти кои што работат на зелените прашања и зелената проблематика кај нас, особено од поодамна во изминатите 10 години сме зборувале дека прашањата за зелените проблеми, за зелените случувања и за кризите кои што ќе ја зафатат земјата од енергетска страна, ќе станат се поважни и поважни. И дури се сеќавам дека пред неколку години кога зборувавме, мислам дека по менувањето на името на државата, односно по отворањето на патот кон НАТО и Европската унија, дури во интервју со вас и споменавме дека сега зелените прашања во тие преговори со Европската унија ќе имаат исклучителна важност. Сега уште повеќе веројатно поради енергетската криза ова ќе стане предмет на разговор. И еве баш многу соодветно денеска, бидејќи започна објаснувачкиот скрининг за првиот кластер за Македонија и Албанија во текот на денешниот ден, дали мислите дека во оваа ситуација во која што сега Европската унија се наоѓа, со се ова што се случува, веќе и наведовте голем дел, дека токму прашањата за енергетиката, а особено за обновливите извори на енергија, на заменските извори на енергија ќе бидат клучни, затоа пак што гледаме дека дури и земји кои што предничеа во обновливи извори на енергија,
се навраќаат на стари начини, дури и земји кои што законски имаа забрането, токму поради војната во Украина. Така е, така е. Мене ми е навистина жал што овие пораки кои добро сте запаметиле со години наназад ги упатувавме и барања, не пораки, туку барања, за да се обезбеди таа праведна транзиција од фосилни кон обновливи извори на енергија. Едноставно не најде некоја голема поддршка. Мислам дека тоа пред се заснуваше затоа што главната причина поради која се инсистираше на праведната транзиција кон обновливи извори беше справувањето со климатските промени, заштитата на животната средина и така натаму. И таа тема некако не беше многу популарна, да кажам, и за јавноста, и пред се за политичките партии, бидејќи некако, па и се уште климатските промени не се некоја тема која што е актуелна тука и за која јавноста е заинтересирана. Единствено кратко некој пик на актуелност добија во текот на короната, кога свативме во светски рамки дека седењето дома ја врати природата. Така е. Почна да ја враќа природата на своје место. Така е. И веројатно сега, јас приметувам дека последниве 2-3 години веќе станува актуелна оваа тема и кај нас, со овие временски непогоди, големи суши, големи поплави кои што се случуваат и на европскиот континент. И веќе ни станува јасно дека тоа не е некоја научна фантастика, туку дека ние практично живееме... Дека не е тоа само таму некаде во Америка или Индонезија. Да, туку дека светот веќе живее во период на климатски промени. Но да се вратам на темата енергетика, тоа некако веројатно самите тие климатски промени, справување, намалување на загадувањето не беше доволен поттик за структурите, политички институции да се бават, но откако дојде енергетската криза, тогаш навистина сите стана многу повеќе посветени, бидејќи тоа е единствената алтернатива на фосилните горива која што може да се обезбеди. Тоа се кај нас пред се сонцето и ветерот, значи да ги користиме овие чисти енергии наместо фосилните горива. И сега во овој контекст веќе се гледа дека енергетиката не е само прашање на заштита на животна средина или економско прашање, туку и безбедносно прашање. И затоа да одговорам на вашето прашање, дури држави еве како Германија и други веќе ги отвараат практично термоцентралите кои што работат на јаглен и се најголемите загадувачи и предизвикувачи на CO2 емисии, а се апсолутно посветени кон фосилните енергии, но во овој кризен момент едноставно веројатно тоа е единствената опција која сега во моментот ја имаат на располагање, но секако останува заложбата на среден и долг рок да се обезбеди таа праведна транзиција од фосилни кон обновливи извори на енергија и токму тоа е начинот на кој тие се стремат тоа да го направат со вложување во обновливите извори на енергија и да ја продолжат агендата, се разбира, за борба против климатските промени, но и да едноставно не ја намалат, туку комплетно да бидат независни од увозот на руски газ. Да, токму руската агресија врз Украина ја покажа енергетиката како дел од критичната инфраструктура, впрочем, на земјите. Може би нам тоа директно во тој дел не допира до тој степен како што ги допира особено земјите на централна и источна Европа и североисточна, но во секој случај кога зборуваме за ова прашање, имаше еден период по едно ваше излагање во собранието за кое што за изненадување дури на многу од нас од медиумите се создаде една таква црна кампања против вас директно, во однос на изјава која што ја дадовте и анализа за електричната енергија, за струјата, која што од денешна перспектива и сега тоа кога го гледате, таа црна кампања веќе како да нема смисла. Така е, да. Мислам, секако дека црна кампања нема смисла, но еве, ако разгледуваме... Да, тогаш беше така, да, и јас бев изненадена, но тоа беше во контекст на предизборието, непосредно пред локалните избори беше тој период и мислам дека тоа беше целата цел, вака да бидеме јасни до крај.
И затоа тоа се спинуваше, се пренесуваше по разни портали, медиуми и така натаму, односно тоа беше целта. Инаку, знаете како, кога не сте популисти, кога кажувате факти, да, некогаш не звуча добро. Но јас не мислам дека работата на политичарите е да пласираме информации кои што за граѓаните се пријатни, убаво звучат и така натаму, кога тоа не е реалност. Ние сите сакаме. Нема политичар кој не сака да биде популарен, да испорачува добри резултати, да нели само убави работи да ни се случуваат и така да се води политичката реторика. Но некогаш и многу често за жал во политиката е така затоа што реалноста тоа го наметнува. И тогаш беше точно дискусијата во собрание околу намалување на ДДВ-то на струјата од 18 на 5%, која јас го поддржав. Тогаш веќе почнуваше покачувањето на цената на електричната енергија, но она што ми беше поента тогаш и е сега дека ние не можеме на електричната енергија да гледаме како нешто безценето. Напротив, електричната енергија треба да ја цениме и дека ова не е доволно со намалување на ДДВ, дека ќе ги решиме проблемите и дека на тој начин ќе ги заштитиме граѓаните или бизнисот и така натаму, што се виде дека апсолутно е така. Мерката беше еден сосема мал сегмент. Јас го поддржувам како добар, бидејќи се работеше за граѓаните директно и така е, но не е тоа доволно. И точно беше мојата поента околу тоа дека ние мора да вложуваме во обновливи извори на енергија, самите да имаме собствено производство на електрична енергија и во енергетска ефикасност. Особено што значи штедење, дефинитивно. А тоа е тема за која премногу малку се зборува и навистина многу малку сме направиле на полето на енергетски ефикасни објекти. Дали доволно се разбира? Мислам малку дека не. Се зборува, недоволно дали се разбира мислам доволно? дека и не е доволно јасно што значи енергетски ефикасен објект и гледам од статистиката последниот попис дека само мислам 33% од зградите се енергетски ефикасни во зградите, а те куќите да не почнеме да ги... Што е поразително. А некако имаше некои субвенции, нели, и преку Министерството за економија и за граѓаните, ама сито тоа не е доволно ниту објаснето, ниту пласирано како информација до граѓаните, ниту пак мислам дека има доволно информации за тоа што тоа за нив ќе значи, за нивниот домашен буџет. Бидејќи инвестирањето во енергетска ефикасно фасада, ПВЦ прозори, врати и така натаму, на после период, мислам, некој веќе се овие цени на струјата веројатно и побрзо, 7-8 години, веќе вие сте ga исплатиле својата инвестиција и понатаму се вие заштеда. Што значи на некој среден рок за самите домаќинства значи заштета на буџетот, но мислам дека се уште тоа не е доволно јасно и сега веројатно со овие цени на електрична енергија ќе биде актуализирано. Јас имав и неодамна и пратеничко прашање на оваа тема, бидејќи ние го донесовме законот за енергетска ефикасност и според тој закон треба да се формира фонд за енергетска ефикасност, кој што уште треба, одговорот ми беше дека оваа есен веќе има некој драфт и ќе се пласира до јавноста за да биде изложен на дебата, дискусии, да се види дали некоја промена околу тоа ќе има, но затоа велам многу малку се работи и институциите едноставно како да не ја препознаваат важноста на оваа тема. Се надевам дека еве сега ова есен на вистина. Зошто е важен тој фонд? Затоа што дава одржливост на целиот процес на воведување енергетска ефикасност. Значи фирмите ќе можат таму да се аплицираат, да добиваат средства кои што се нели со соодветни минимални камати или веќе ќе видиме каков ќе биде концептот, да вложуваат во енергетска ефикасна објекти и не само за објектите, и за процесите, оние што се бизнисот, значи многу е важно самиот процес на производство дали е енергетски ефикасен или не и колку вие трошите електрична енергија, можеби непотребно во самиот процес на производство. Така што тоа е една голема тема на која мислам дека навистина треба да се посветиме, затоа што нема да биде енергијата прашање само сега оваа зима. Тоа е повеќе од јасно дека и во следните години тоа ќе биде еден од клучните проблеми за кои што ќе треба да се зборува. Инаку пресметката на пример од Европската унија тие велат дека со секој 1%
енергетска Добро. ефикасност, зависноста, потребата од увоз на газ се намалува за 2,6%. Тоа е повеќе од двојно. Така е. Одлично. Тоа ми се допаѓа. Во контекст на тоа, веќе и кога ја споменавте Европската Унија, туку што се вратив од Хрватска во текот на вчерашниот ден и она што го разгледував беше правење на споредбата, да речеме, на цените на основните продукти во маркетите, струјата, начинот на справување со кризата и слично, бидејќи за разлика од нас, земите кои што се северно од нас имаат и потреби и од газ и за домаќинствата и слично и така натаму, но она што ми остави впечаток е да речеме дека и не само Хрватска и други земји потоа разгледав, но конкретно ја земам за пример, е дека дава субвенционирања, поволности и можности на граѓаните за финансирање и кофинансирање всушност на обновливи извори на енергија, конкретно фотоволтаици, но и таму каде што има можности за други видови, тие да бидат направени геотермални биомаси, така бидејќи има такви можности како поголема држава и пристап до вода и слично. Значи државата конкретно има дадено на сите такви можности. Како вие го оценувате справувањето на нашата држава, на Македонија, на нашата власт со актуелната енергетска криза конкретно? Така е, Хрватска е добар пример во однос на воведување и на обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност, различни модели користат јавно-приватно партнерство. Да речеме, јас сум учествувала на една студиска посета, болница, преку јавно-приватно партнерство поставува фотоволтаици на својот кров. Секако заинтересирани имаат бенефит од тоа и фирмата која што тоа го работи. Болницата драстично и се намалуваат сметките за електрична енергија, многу помало загадување на животната средина, нели, и климатските промени, така што тоа е една win-win комбинација за сите. Исто така кај нив и граѓаните се масовно вклучени и тоа е она што ние како дом инсистираме да се случи. Вие знаете дека и во преговорите за избор на нова влада, точно овој дел беше нашето барање и влезе во програмата на владата да се олеснат постапките за граѓаните и за бизнис секторот се разбира, но особено за граѓаните да можат самите да си поставуваат фотоволтаици и да станат не само потрошувачи, туку и производители на електрична енергија. Хрватска, исто така и Германија имаат еден исто многу добар модел кој што кај нас уште во некој зачеток нема ни законска регулатива која тоа би го регулирала, а тоа се тие енергетски кооперативи или задруги, како ние би ги кажале, каде што граѓаните од одредена област каде што живеат се здружуваат, вложуваат заедно во некоја фотонапонска централа, која што ги задоволува нивните потреби за електрична енергија, вишокот оди во мрежа, така што тие не само што користат чиста енергија, туку остваруваат и профит на тој начин. Така што тоа е нешто што навистина би требало и тука да се направи и да дефинитивно мора да се мотивираат граѓаните да се субвенционира поставувањето на фотоволтаици. Добро е што еве овој правилник сега се смени, бидејќи беше ограничувањето на 4 киловати, сега е за 6 киловати за домаќинствата, за фирмите од 20 до 40 на 40 се зголеми, но ние како дом не сме задоволни, ние не сакаме воопшто да има ограничување. Се надевам дека ова само една транзиција премин кон она што практично треба да биде цел, кон што се цели Европската Унија, од целта на тој зелен договор е до 2050 година Европа да стане климатски неутрален континент, што значи воопшто да нема емисии на штетните стакленички CO2 емисии, CO2 гасови. Се чини дека ние имаме можност да земаме многу примери и да учиме од земји кои што воопшто не се далеку од нас. Ниту пак менталитетски се толку многу различни од нас. Ајде Словенија ќе ја тргнеме настрана, тоа од секогаш сме се споредувале со неа, но од секогаш најдалеку била од останатите земји околу нас. Во секој случај, дали тоа доволно го правиме? Не го правиме. Не го правиме доволно и јас се надевам дека овие преговори... сите примери што вие ги кажавте. Мислам, дури и јас, кога ги гледам јавните паркиралишта во
во Хрватска и во Италија исто сега Така во е, изминатиот поставени период има фотоволтаици, фотоволтаици, ем сенка на возилата, Така е. ем струја се. И тоа ниту бара некоја голема инвестиција, ниту е некое чудо, едноставно кај нас затоа велам како се уште таа тема да не Дури и не тоа се што го чувствува гледаме, како важна. еве не мора ни да побараме помош, да Така е, видиме, така па е. да прашаме како да го Така е, направиме тоа. апсолутно, апсолутно. И јас навистина се надевам еве дека пристапните преговори со Европската унија и ова инсистирање на зелената агенда, затоа што тоа е суштината, ќе придонеса и во таа насока, едноставно ќе мораме веројатно, оти ние така најчесто за жал функционираме, под притисок дека да не нешто турнат да мора килисаме. да се испорача, дека и во тој контекст ќе се направат поместувања во позитивна насока, иако за волја на вистината последните години има прогрес, не можам да кажам, се разбира не е доволно и може подобро, може дефинитивно, но односењето на новиот закон за енергетика со кој што воопшто се отвори ова прашање за обновливи извори на енергија, па еве менување на некои правилници, сега последното сега е во собрание предлог закон за измена на законот за градење, точно за да се олесни таа постапка и нема да мора општината како досега да издава решение кое што нели се чека, па тоа го спорува процесот, го комплицира, туку едноставно само ќе биде известена локалната самоуправа дека некој граѓанин или фирма сака да поставува фотоволтаици на крововите, значи една бариера во целиот тој процес би рекла што навистина го спорува, што јас имам информации од граѓаните од мали фирми кои што аплицира и сега чекаат со недели општината за да донесе решение или не, така што ова законско решение оди во тој контекст на поедноставување на процедурите. Мислам дека тоа е еднината кон која ние мора да се стремиме. Дека секој треба да стане не само потрошувач, туку и производител на електрична енергија. Дали има доволно политичка волја за ова прашање? Изразена јавно, бидејќи волја тоа секогаш има кај нас сите добро, за се. малку е општ терминот. Мислам дека не. Барем по моите критериуми што значи доволно политичка волја, сите го знаат, но за останатите партии Така е, не ке сите. Мислам дека во владата има разбирање за оваа тема и кога ние преговаравме за нели учество во влада и дека ова сакаме да биде приоритет и да се турка, тоа беше поддржано и прифатено. Но се уште јас еве слушам од колеги, пратеници, партиски ставови за враќање кон јагленот и така натаму. Значи, тоа е можеби, би рекла, предизвикот и еве ќе го поврзам со вашето прво прашање. Ние мора да имаме некој заеднички став, консензус за клучни прашања во која насока ќе се движиме. Од овие прашања за енергија, па и генерално сите и образование и здравство, ако сакате, тоа не може да се сведе на дневна политика или на некој 4-годишен мандат. Па сега ако овие 4 години имаме една влада, да речеме од една политичка провиненција, ќе развиваме енергетиката во правец на фосилните горива, да речеме, а потоа ако дојде некоја друга, пак ќе одиме во правец на обновливите извори на енергија. Едноставно тоа не води кон ништо. И оние стратегии, имаме стратегии на хартија, но имплементацијата е проблематична, како и за законите. Впрочем, не се проблем документите, туку имплементацијата е најчесто она што ни е слабост и тоа се наведува во сите извештаи неју. Ние мора како општество да се договориме дека ако сакаме да одиме напред, да имаме прогрес, да имаме добар квалитет на живот на граѓаните, и сме се договориле дека еве за енергијата, она што е зеленото енергетско сценарио, во тој правец ќе се движиме, тогаш без разлика кој би бил на власт во некој 4 годишен, 8 годишен мандат, не е важно, дека тие основни базични критериуми и стандарди мора да се следат. Не може да очекуваме такви промени кои што се суштински, и тоа не е добро на крајот ни за бизнис секторот, не е добро ни за граѓаните. Едноставно мора да имаме стратешки цели и развој
во насока за која општеството се договорило дека ќе се движи. Освен вокалноста по овие прашања по кои и сте познати на јавноста, има уште еден дополнителен аспект за кој што навистина имате постојано и давано изјави во јавноста, и тоа прашање ми е кон вас како вовет и кон третото интервју кое што ми е предвидено за денеска. Ми се чини дека дали утре учествувате на панел за време на конференцијата за човекови права, која што е во рамки на Европрајдот, односно во рамки на викендот неделата на гордоста во Белград, на панел кој што носи наслов улогата на легислаторите и работата на еднаквоста во Централна и Источна Европа, каде што и вие сте дел од неа, заедно со други представници од Велика Британија, од Црна Гора и слично. И секе беше можеби добро да разговараме ние за панелот и за темата за панелот за која што ќе одите таму, се додека се уште не се случува актуелно откажувањето на Европската парада од страна на Министерството за внатрешни работи на Србија, и она што е значајно да се истакне е дека ова е прва Европска парада која што се организира, која претходно се организирала низ сите европски држави, прв пат се организира во Југоисточна Европа. Така е. И Белград ја доби таа чест да биде прв град затоа што Солун во 2020-та поради короната се откажа поради пандемијата, па Белград му падна парето, што би се рекло народски. И тука имаше многу изјави кои што повлекоја огромни скандализирања од политички, од активистички, од религиски, верски аспект, од будење на националистички, неонацистички чувства. Каков е вашиот став, иако не се случува во нашиот двор, зошто ние треба да го следиме тоа случување во Белград? Затоа што кога зборуваме за човекови права и слободи, тоа не може да го ограничите во рамки на границите на државата, па дури ни на регионот. Да, и пораките и незадоволството стигна од целиот свет за ова забрана од страна на Министерството за внатрешни. И тоа не е добра порака. Иако да, сите овие други настани ќе се одржа, значи конференции, трибини, состаноци и така натаму. И јас учествувам на тој панел како член на управувачкиот комитет на глобалната група за еднаквост и како координаторка на нашата неформална пратеничка група за правата на ЛГБТ и луѓето во Македонското собрание. Но навистина е многу непријатна целата таа ситуација што еден, би рекла, од главните символи на сите овие настани поврзани со прајдот, а тоа е одржување на самиот прајд, едни го велат протест, едни шетање, без разлика, но символиката е дека треба да се покаже видливост на ЛГБТ и луѓето. Тоа е, оти многу често добивам коментари, па добро, знаеме ние дека постојат ЛГБТ и луѓето, ние не им се мешаме, ама зошто да ги гледаме на прајд? Тоа е најчесто коментарот. Да, имавте доста, вака морам да признам, коментари на објавите на социјалните мрежи. Да, секогаш имам, кога зборувам на овие теми. Или никогаш не отрпнува човек? Мислам дека човек не отрпнува на тоа, не е пријатно, но пак тоа секако нема да ме спречи да продолжам да се борам за нешто во кое верувам, како што нападите во врска со штедењето на струјата, не ме предомислија да кажам дека популистички да си трошиме ние струја, нема проблем, ефтино е тоа, можеме, богата е Македонија, нема проблем. Така и ова, затоа што јас искрено верувам дека нема развој на општеството, еве и за оние кои што не се заинтересирани посебно за темата за човекови права, од истото се однесува и за правата на жените. Ние не можеме да обезбедиме прогрес на целото општество ако имаме маргинализирани групи кои што не се вклучени комплетно, а не се вклучени затоа што се дискриминирани, затоа што се тема на говор на омраза, заради постоечките стереотипи, предрасуди, не само говор на омраза, ние гледаме и насилство од омраза кон луѓето.
Значи, такво општество не може да има прогрес. Тоа е моето длабоко убедување и јас и кога сум сега се занимавам со политика, и кога не сум била политичар, верувам и сум се борела за правата на луѓето генерално, вклучувајќи особено маргинализираните групи и ЛГБТ и луѓето. И да одговорам на прашањето кое вака често ми го поставуваат, зошто треба да се одржи тој прајд. Затоа што тоа ја покажува видливоста дека тие ЛГБТ и луѓе се дел од нашето општество, дека се тука и дека не може да бидат затворени во своите ѕидови и да живеат изолирано затоа што на некој му пречи. Едно, и второ, затоа што е тоа еден вид на славење на различностите, кои се богатство. Секоја различност е богатство за општеството, вклучително и различностите во однос на сексуална ориентација, родов идентитет. И второ, затоа што е тоа еден вид на протест за барање, за остварување на своите права. Оти кога зборуваме за правата на ЛГБТ и луѓето, ние зборуваме за човекови права. И затоа еве да се вратам кон ова што се случува во Белград, затоа и беа сите овие коментари од европските пратеници и од политичари и така натаму, да едноставно лоша порака се праќа. И тоа не се случува само во регионот, вакви коментари, критики, говор на омраза, насилства, не само во Македонија и во регионот, туку гледаме дека и во Европа се појавуваат, па дури во други континенти и така натаму, така наречени антиджендер, антиродови движења, кои што се не само насочени во своето действување против ЛГБТ и луѓето, туку и други маргинализирани заедници, вклучително и жените, особено гледаме што се случи во Соединетите Американски држави со законот за абортус. Така што не е ова нималку наивно, дури јас се сеќавам, вие ни помогнавте за интервју со ваша колешка од Холандија. Да, со Ким, да. Да, со која што Ким Ван Спарентанг, со која што разговаравме впрочем и каде што таа изјави загриженост и за состојбата во Холандија. И токму имаше една реченица што ми остана на ум сега кога ги споменавте Соединетите Американски држави, каде вели за работите за кои што мислевме дека се затворени прашања и обезбедени како права, ние повторно вели после толку многу години од најнапредни сега се прашуваме каде сме, бидејќи гледаме регрес. Така е, затоа и јас го ставам ова прашање во поширок контекст и сите треба да бидеме загрижени околу тоа и да действуваме, и затоа е важно да сме заедно во оваа борба за заштита на човековите права, затоа што знаете како, сега може би една заедница во прашање, па и оние што не се многу заинтересирани, но потоа може би ќе биде предмет друга, или како што зборуваме сега за жените. И се слагам со тоа. Никогаш тие работи што сме ги достигнале, не сме ги забетонирале, како велиме, затоа што е невозможно. Гледаме дека се уште има такви движења кои што не само постојат, туку се и многу добро финансирани, имаат подкрепа финансиска и се многу активни. Па и пласираат и разни лажни вести по одредени прашања. Еве сега ќе одам од овде на една конференција која организира Хера, баш за сексуалното, репродуктивното здравје. Тоа исто така и во Македонија, вие знаете, тоа беше предмет на толку голема критика во ведувањето на сеопфатно сексуално образование, кој што во суштина е само во корист и во интерес на младите генерации. Но се пласираа секакви лажни вести, тотално. Да, тоа дури сериозно и наштети, ми се чини, на целосната работа на тогашната министерка што Така и на целата таа концепција за образованието, нешто што е веќе со години во други држави се спроведува, веќе има податоци кои покажуваат дека било корисно за децата, колку е намалено бројот, не знам, на малолетнички бременности, на абортуси и така натаму, да не одземам од време. Значи има податоци статистички кои укажуваат дека било корисно за општеството во ведување на сеопфатно сексуално образование. Кај нас како пилот веќе 10 години се спроведува. И сега кога дојде моментот
да се воведе како дел од образовниот систем, односно од програмите, имаше толку голем отпор, со толку голем наплив на лажни вести, како тоа беше како да е најголемата трагедија што може на децата да им се случи, што? Да го знаат своето тело, да добијат релевантни податоци базирани на научни факти, како да се заштитат од бременост, како да се заштитат од сексуално преносливи болести, како да учествуваат за родовата еднаквост. Еден од моментите за кои многу се зборуваше во тие напади беше токму и тоа, улогата на жената во општеството. Значи се уште да се задржат оние стереотипи, тој патриархален начин, каде е улогата на жената дома, како домакинка и така натаму. Значи, да се вратам на почетната тема, ние мислам дека се уште ќе имаме многу работа во поглед на заштита и унапредување на човековите права, кога велам ние не само во Македонија, Сите. туку светот генерално и особено во контекст, тоа ќе ми дозволите уште нешто, на војната во Украина, дека фокусот е таму, се разбира, тоа е приоритетот и некако овие теми за човекови права како да се маргинализира, тоа е моето чувство, не се веќе со тој интензитет како порано што се зборуваше, сега е тоа како помалку важна тема, што мислам дека не е така, затоа што и војната во Украина е и војна за демократија. Демократија без човекови права нема. Така е. Кратко само за крај, бидејќи утре сте таму, се чини дека сегашното организирање на парадата со забраната од српското МВР е забрането официјално, но веројатно навистина овој пат сега таа парада ќе биде токму протест, она што и веројатно и најмалку се сваќа од оние кои се против ваквото организирање. Ке шетате ли? Секако. Ке протестирате ли? Да. Во Белград? Во Белград. И секаде. Добро. Благодарам многу за гостувањето, за издвоеното време, да не ве држам повеќе со оглед на тоа дека и следната гостинка веќе ни е подготвена, а и вие сте и на панел, како што рековте. Ви благодарам уште еднаш. Се гледаме и